Општина Дојран е заинтересирана за хидросистемот Ѓавато. Градоначалникот Анго вели дека неколку пати досега разговарале со Министерството за животна средина за потребата системот да продолжи да функционира, но во сосема поинакви услови. Секако имаме разговарано, посебно ние и општина Богданци, за стопанисување, меѓутоа тој е хидросистем кој што генерира огромни трошоци и за да почне да функционира мора да постои ново предпријатие, како што постоеше претходно, но треба да ги обслужува сите кои што се заинтересирани за тие земјоделски површини плюс да ги наводнуваат и со тоа автоматски да генерира на некој начин приходи. Анго вели дека хидросистемот Ѓавато може да носи многу бенефити за целата заедница, но мора рационално да се употребува. Според него езерото е во добра состојба, но не смее да се дозволи да пропадне инвестиција вредна 16 милиони евра. Дека хидросистемот мора да остане во функција и мора да се користи тогаш кога ќе биде потребно. Имаше проблеми во текот на зимата, кога што навистина водостојот беше над дозволеното ниво, а сепак функционираше поради концесијата која што постои на самиот хидросистем. Хидросистемот Ѓавато без никаква најава престана да работи почетокот на месец март. Причина според Министерството за животна средина се огромните трошоци за функционирање на системот. Покрената е постапка за раскинување и на концесијата со малата хидроелектрана Топлец. Вработените во Ѓавато уште доаѓаат на работа и земаат плата, но не е познато каква ќе биде иднината на хидросистемот.